2025 година редовното обвинителство во Албанија има буџет од 33 милиони евра. Специјалното обвинителство има 20 милиони евра. Вкупно 53 милиони евра. Шефот на специјалното обвинителство има плата 5700 евра. Еве, ова се јавно достапни податоци, може да ги проверите. 2022 година, да, бројките за Албанија се лоши. Знаете колку добива плата во нашето специјално јавно обвинителство? Па нашите биле богови успоредба со од Албанија, ако така гледам. Сега нема такви плати. Знаете тие како доаѓа на бранот на општата колективна свест дека конечно правда, молам, нема такви плати. Па знаете ли колку добива, еве, пример дадов председател на суд основен, поголема за 25% од председателот на владата на оваа држава. Ама се е по закон, така? Па се е по закон, да? Специјално обвинителство имаше и Европската унија, меѓутоа имаше на пример и Романија, сега има и Албанија. Како модел, специјалното обвинителство е одличен, многу добар модел. А тоа што го водеше човек, као Катица Јанева, за кој што се договорија и тогашната власт и опозиција да биде најнеспособниот обвинител ставен за шеф на тоа обвинителство, за ништо тоа да не излезе, на место, тоа е друго. Значи, политичко е одлуката најнеспособниот обвинител во тој момент да биде шеф на специјалното обвинителство, за да не реши ниту една истрага, да не затвори успешно ниту една истрага. Тоа беше политички договор, ама политичка беше одлуката најнеспособниот обвинител у држава да биде ставен за шеф на тоа обвинителство, за да се случи тоа што се случи. Единствено име за кој што сите се согласија беше Катица Јанева. Катица Јанева беше договор. Стаја ова неспособно, нема да може ништо да не направи ни на вас ни на нас. Албанија од 23-та навака ги зголемува и буџетите за судството, сега имаат може и највисоко Европа буџет за судство и ги зголемуваат, ја зголемуваат нормално и процентот на правда.